Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Кирил Пецаков, градоначалник на општина Охрид, архитектот Пако Радановиќ и колегата новинар од Канал 5 Дејан Трајковски. Останете со нас до 11 часот. Да, еве се враќаме повторно назад во студиото, почитувани гледачи, во делот каде што нели ќе поразговараме со нашите гости, кои што ете веќе пред малку ги видовте и ги знаете веќе од рано утрово ги гледате на нашиот Форшпан, меѓутоа денеска се и тука сите заедно во Канал 5 телевизија ќе имаме да вистина доста интересен разговор по повод нели новонастанатите или новонастанатата ситуација, ако можам така да ја кажам, во нашата држава, која што буквално не засегна сите, па затоа гледаме да имаме нели гости и од најразлични профили, архитект, конечно имаме и кај нас овде во Здраво Македонија, тоа е Пако Радовановиќ, со кој што одамна не сме се виделе, меѓутоа не би сакала да кажам дека е овој добар повод за гостување, меѓутоа секако и како вашите совети и сето она кој што ќе го кажете ќе биде доста интересно за нашите гледачи. Пако, добре дојдовте во Здраво Македонија. Да, веднаш до него е градоначалникот на општина Охрид, господинот Кирил Пецаков, и со господине Кирил, добре дојдовте во Здраво Македонија. Имаме доста интересни теми да отвориме и со вас, оглед на тоа што нели оваа ситуација некако отвори многу прашања, кои што вие како градоначалник верувам дека ќе дадете доста одговори, и со оглед на тоа што нели почнува. Можеби е рано да зборуваме за летната сезона, меѓутоа Охрид е еден од центрите кај нас во Македонија, каде што ноќниот живот е секогаш на ниво, ако можам така да кажам, така да ете добре дојдовте и вие во Здраво Македонија. Добре најдов, благодарам на поканата. Так, и уште еден гостин имаме, тоа е нашиот колега Дејан Трајковски, кој што несебично известуваше овие денови од Кочани и од прва рака, секако исто може да ни каже информации кои што ги посведочи лично во овој град. Дејан, добре дојде во Здраво Македонија. Благодарам на поканата. Ето така, оваа емисија ќе ја водиме заедно со колешката Александра. Александра, добре дојде за тебе. Здраво Елена, здраво и за целата македонска јавност. Живееме во тешка и тажна измината недела и многу настани и случувања, можеби само не поттикна да се прашаме што правиме и кон каде води се ова. Затоа во Здраво Македонија секогаш имаме соодветни стручни лица на кои ќе одговориме прашања кои вие меѓу себе се ги поставувате, прашања кои вие нам јавно не ги поставувате. Но како што е редот, се ги поздравивме гостите и како што е редот да се започнеме со оние кои што ни се домашни или нашиот драг колега Дејан, кој неуморно заедно со целата екипа на информативната програма на Канал 5 секогаш од терен известувавте свесно и совесно за она што ни се случува. Па изгубивме ли новинарската етика во овие тажни денови или успеваме да ја задржиме? Дејан. Александра, прво, пошто немав можност при известувањата да кажам по сочувство до семејствата на оние кои што ги изгубија во Кочани во дискотеката и побрзо закрепнување на повредените. Што се однесува до известувањето, бевме на сериозен тест ова измината недела, почнувајќи од последното случување кое што беше кога се одржува погребите, имаш исто сериозни прекршувања на етиката од страна на медиумите, например, како што се поголемите медиуми кои што се во земјава се држаа до тоа, имаше некои од колегите кои што за жал сепак го прекршија тоа. Имаше известување од погребот кога цела нација буквално е скршена и што не беше воопшто добро да се види, потоа тие снимки кружеа на секаде, можеа да допрат до секога и на некој начин се одзедиете, како да кажем, она што е нешто најлично на семејствата кои што ги имале последен поздрав да го направат со своите најблиски кои што ги загубија и како што кажав, имаше сериозни прекршувања, имаше известувања од погребите, колеги се вклучува кои што влегоа внатри, ако беше кажано претходно кое е определено место за медиумите каде треба да стојат и да се почитува тоа, но сепак некои од медиумите, особено и странските кои што беа тука дојдени, тој тест го падна, за жал. Така. Градоначалник совеста и свеста се тестира постојано, особено кај градоначалниците. Нема да го коментираме во овој момент градоначалникот на општина Кочани, но и вам како општина ви се случи навистина тежок и тажен настан за кои граѓаните како да имаат кратка меморија, давењето на многу македонски и странски граѓани со несреќата која што имавте на Брод и многу низа настани кои што и на Охрид му се случува, а дај Боже повеќе да не се случуваат. Па каде како градоначалници треба да направиме коректив за да немаме незгоди, за да немаме несреќи, да немаме вакви тажни настани. И зашто градоначалниците се имаат ингеренции?
бидејќи тоа некако во нашава држава како и се е измешано и без ред. Видите, најпрви сочувство со семејствата на загинатите, огромна трагедија за Македонија и македонскиот народ, и би рекол дека еден момент во поновата историја на Македонија каде што од сега повеќе ништо нема да биде Исто. И тука можеме да се сложиме сите и така и треба да биде. Процесот на децентрализација морам да спомнам каде што се делегираат разноразни ингеренции помеѓу локална, централна власт и сите оние институции кои што некако се испреплетени во тој систем, се уште не е ниту до завршен, ниту пак се јасни до крај сите ингеренции, меѓутоа факт е дека овој настан ги покрена или ги алармира институциите на едно многу повисоко ниво, па видовме овие денови конкретно поврзан со настанот и со објектите кои поседуваат иста или слична лиценца како или пак не поседуваат или имаат фалсификат, како што заприметивме во овие неколку денови, ги покрена неколку институции и инспекции, би рекол пред се пазарната, финансовата полиција, полицијата, од дирекцијата за заштита и спасување кои што се оние кои што го прават елаборатот за противпожарна заштита и така натаму, на едно повисоко ниво се извршија контролите, добивме една јасна слика како држава од денешен аспект и како што кажавте, сме имале во Охрид го спомнавте едниот случај, ова е веќе втор случај или голема трагедија имавме и ласкарци со автобусот, така да очигледно овај индивидуален би кажал проблем кој што настана со запалувањето на пиротехнички материјали внатрешно ги покажа пак од друга страна сите слабости на системот ни излегоа некако на површина. И тоа е она со кое што оваа генерација на политичари на еден или друг начин ќе мора сериозно да се избори, затоа што друга опција како држава немаме или бар ако сакате прецизно јас не гледам. Така да околу надлежностите и ингеренциите веројатно ќе имаме и по прецизни прашања околу она што ви интересира, меѓутоа реалноста е дека на највисоко ниво е сите институции, сето она што е потребно се процесуира и најбитно на крај мора сите да видиме одговорност или ако сакате правда во системот кој што јасно и гласно ни докажа дека лошо функционирал во сите овие години на повеќе нива. Така е. Пако, ајде да ве прашаме и вас некако се отвори прашањето многу за градбата на местово на дискотеката, за материјалите со кои што е изградено, меѓутоа и многу граѓани веќе почнаа и гласно и јасно да зборуваат не само за клубовите, за зградите, за училиштата, за се она кој што се гради кај нас во Македонија. Колку се почитува законот и какви се материјали ние употребуваме за градење на, не знам, стамбени згради, еве ќе кажам повторно училишта, клубови, колку е сето тоа безбедно? Па видите, не би знаел да кажам колку се почитува, би требало да се почитува. Законот е јасен, материјалите се тие, имаме достапност на истите материјали како на секаде во свет и би требало да се имплементираат истите тие материјали. Не сакам да верувам да некој единствено за некој материјален добит од ситни размери да би угрозил стабилност на зграда или чак и нормално и животите на тие луѓе. Слушам да некаде например не се почитува марка на бетон, што чисто за мене е сулудо или колку би можеле да уштедат на тоа, но сепак има и институции надлежни кои треба да излезат на терен, да земаат условно кернови, да ги испитаат и ако тоа не е така, да таа градба се стопира и нормално ако може да се санира, ако не да се сруши. За оној објект што на кој што алудирате на така наречената дискотека во Кочани, од она што можев да видам од снимките, тоа е еден објект на еден неадекватен објект за таква намена, една стара градба, гледам азбестни салонитни плочи на кровот, направена некоја пренамена, очигледно користен стиропор како звучна изолација која е запалив и така натаму, но пак ќе кажам, закони има, едноставно треба да се спроведуваат и да се прават тие контроли. Значи, не е работата на архитектот само
дизајнот на објектот, но да се добие една дозвола, тука се вклучени и ред други стручњаци. Во овој случај би кажал оние кои го изработуваат елаборатот за противпожарна заштита, која е многу битна работа. Нажалост во Македонија, верувајте, се останати многу малце луѓе кои го изработуваат тој елаборат. Еве, ја лично во Скопје знам 3 жени од кои што нажалост едната почина и сите се во пензија. И ние сите во Скопје архитекти работиме со нив. Или дека имаше двајца што ја потпишуваат таа дозвола за противпожар во Македонија, во Скопје, или во секоја општина има по еден вработен кој што лично сумњам да може да процесира толку контроли за противпожар. Иначе, пак ќе кажам, законите ги има, можеби тие, поготово за противпожар, ке нас се малце конфузни, некогаш контрадикторни, но како таков тој постои. Едноставно треба да се спроведе, а и некој треба да исконтролира дали тој е спроведен. Так, може би ете колегата Дејан, затоа што нели секогаш ги имате приказните од терен, верувам дека и ова е една од темите кои што веќе се отворија, не е дека за овие работи одамна се зборува, меѓутоа некако сега несреќата имам чувство како да повлече малку подлабоки прашања и секако одговори. Ете вие како новинар колку истражувате што се гради кај нас во државата, врши ли некој контрола за сето ова кој што го кажа, пако затоа што нели знаеме ние, затоа што нели сме и сиромашна мала држава со желба да се заштеди, нели финансиите играат голема улога, некогаш и ги одбираме оние материјали кои што не се толку квалитетни, нели со цел само за да се заштити пари, не се мисли на човечките животи, на безбедноста на човечките животи. Многу често знаеме да ги разработиме тие теми околу што се однесува околу безбедноста на граѓаните, буквално во сите сфери, еве да кажеме кај нас, но и што се однесува до градбите. Многу често и бараме одговори од институциите кои што секогаш тие одговори не се најсоодветни, но и со архитекти што сме разговарале во однос на некакви градби и слично велат дека поприлично еве одредени фирми кои што долго години работат со тоа веќе ги запазуваат, но има и некои кои што не ги запазуваат доволно стандардите кои што треба да бидат за безбедност, и многу често сме сведоци на оние згради кои што веќе ги имаат некакви безбедносни, да кажеме, мерки преземени уште порано кои што се направени, таму веќе, еве на пример хидрантите да ги земеме, веќе во пола згради во Скопје не постојат или се црева украдени, скалите што се за евакуација исто така се претворени во остави. Не дај Боже, ако дојде до некаков пожар или нешто, граѓаните ќе имаат голем проблем да се евакуираат. И мислам дека во тие сегменти, барем онаму каде што ги има за сега стандардите, секако треба да се постават на многу повисоко ниво, ама барем каде што ги има онаму безбедносните мерки преземени, барем да се одржуваат и институциите си ја вршат својата работа, да гледаат колку каде како е спроведено. Така. Само да напоменам баш за ова кој што го кажавте, утрово ни се јави еден гледач, баш кажа за цревата од зградите, затоа што некој ги украл за да си ги наводнува нивите. Тоа е честа појава и кај нас во зграда од 17 спрата прво беа украдени, па после ние нешто финансиравме, па стававме преку еден спрат, па или имаше предлози како ставите катанец, тогаш што се случува кога има пожар. Ке нас во зграда е со катанец, за да знаат. И не дај Боже има пожар кој председател на куќен совет имаате, обично некој председателот на куќениот совет го има клучот. Но во каква зграда живеете вие или ете колку вашата стамбена зграда е безбедна? Пако на неколку наврати го споминате вашиот случај. Јас живеам во Капиштец во Црвените кули кои се од аспект на градежно гледано на сизмика и статија солидни, прекрасно изведени, така, одлични, чак и тестирани. Јас сум, например, на 17 спрат живеам. И таа зграда, ја верувам да е безбедна од овој, да кажеме, аспект статички. Но еве, кога станува збор за пожар, ние имаме хидрантска мрежа, да, но еве, како што кажавте вие, кај нас се случај да доста од тие црева фалат, да таа хидрантска мрежа треба да се обновува и се проверува. Се разбудија ли председателот на куќениот совет или управител на зградата доколку имате баш по овие настани да ги проверат тие аспекти? Па видете, ние претходно имавме еден инцидент што еден од вентилите на хидрантот пукна и направи сериозна поплава, тој се санираше и еве ние уште тогаш рековме дај да ги провериме сите вентили и да собереме пари да ги промениме.
но и тоа е една замашна сума, што можеби ете интересно да има некакви си субвенции што би ги давале општините, како што имаше сега за лифтови или за кровови, да има ете и за тоа. Така да тоа веројатно постои некој правилник на колку години таа хидранска мрежа треба да се тестира, дали е функционална. Бидејќи на 17 спрат нема начин како другачие да се гаси. Значи, мислам да ни едно противпожарно возило не може да достигне до таа Во висина. петокот имавме и гостен токму кој што ни сподели дека не постои во Македонија противпожарно возило кое што може или во кулите на Джевахир да стигне или пак до овие високи згради. Но Па мислам да за Джевахир нешто имаше и дури и некои тестирања со некои противпожарни возила што имаат као некој начин да гасат. Искрено не се сеќам, но така. мислам да имаше нешто тако. Така да и да има, тоа е веројатно едно возило, еве две. Тука се отвараат многу прашања, но како Охрид ги превенира сите на несреќи кои не де Боже би можеле не само од човечки фактор, туку природата сите знаеме каква може да биде и што изминатата година го оставивме сите оние пожари кои ги имавме, па како вие превенирате во случај на се она што не де Боже би можело да не се случи? Дефинитивно, меѓутоа би сакал неколку работи пошто е актуелна темата, поврзано со оние елаборати кои што за противпожарна заштита, кои што ги контролира Дирекција за заштита и спасување, се доведов сега во ситуација која требаше ревизија на проектот на катната гаража да добијам, треба потписи за елаборатот за противпожарна заштита. Сега не знам точно која жената која што веќе го сработила се откажува од тоа и сега не можам да стигнам до самата. Се откажува од елаборатот кој е сработен Не од елаборатот, туку као гарант дека треба да учествува во ревизијата на проектот и да може истиот да биде аплициран за одобрение во Министерството за транспорт и врски. Така да, као што кажав, системот генерално се измеша, проработи и ингеренциите тука кога и да ја затвориме можеби тука темата околу објектите, неколку институции се битни, тука е МВР, ДЗС, Општина Охрид во целата процедура издава, или општините се извинувам, издава елаборати за животна средина, односно влијание на објектот на животната средина, сето тоа, тој оној кој што аплицира во пазарната инспекција, тој пополнува еден Молар. Да, кој што на крај подпишува дека под полна морална и кривична одговорност тврди дека сето она што погоре е наведено дека е исполнето. И понатаму имате пазарната инспекција го испраќа тоа до Министерството за економија и на тој принцип се стекнува со дозвола. Сега, минимално техничките услови за исполнување се тие кои што треба да бидат исконтролирани. А дали е исполнето сето на кое што е штиклирано, треба таму кај што се поднесува да биде. И кога ќе види пак системски еден на друг, на трет, на четврти, се пропуштиле одредени работи. Меѓутоа текот на станите е буквално овај и секој МВР е елаборат безбедност за нарушување на јавен ред и мир, за сообраќај, животна средина општината, ДЗС е противпожарна заштита, и така цела комплетирана документација заедно со, иако ова инспекторот кога имавме заеднички состаноци пред да биде вкупните за сите објекти кои што исполнуваат или не исполнуваат или имаат или немаат лиценца, кажа дека никој не го контактирал дали имаат или не. Така да уште еден системски пропуст. Буквално сето она е пропуст. Затоа сакав кога веќе разговаравме, а сега дали Охрид е спремен, Охрид за разлика од другите градови години назад, посебно во текот на туристичката сезона, бројот на жители, ако ние имаме 52 по попис, инаку сме околу измеѓу 50 и 60 илјади жители кои што живеат во Охрид, во текот на туристичката сезона со шпицот поточно измеѓу 15 или 15 август до 150 стигнуваме. Така да Охрид е навикнат тип однос на менаџирање со
отпад и подносна интервенција на брза помош на полиција, на противпожарната заштита и сите оние кои што се некако уклучени да имаат некако како ургентни или ситуации со кои што не се навикнати во текот на годината. Спомнавте, имавме проблеми и со пожари, дури 5 на територија на општина Охрид во рок од месец дена, кога и Национален парк Галичица, за тоа пак имаше еден друг состанок каде што вице-премиерот Љупчо Димовски беше заложен, на кој што се среќававме и со волонтерски служби. Ево од тоаш како општина веќе создадовме уште едно волонтерско друштво преку Австрија и преку Хрватска, кои што хрватите се доста напред по однос на волонтеризмот и набавивме за волонтерското друштво и опрема, а сега и противпожарни возила, така да се припремаме затоа што тоа е еден цел систем, шумската полиција, Националниот парк Галичица, планинската спасителна служба, пожарната Охрид и сега од Црвен крст и сите оние активисти кои што се волонтери во целиот случај би реагирале. Меѓутоа, како што кажавте, секоја година свој предизвик и на повеќе нивоа. Охрид ја има, може да кажам, таа среќа под наводници као град кој затоа што секоја година се соочува со нешто кое што е 2 пати или 3 пати поголемо од неговиот капацитет. Може годинава да се зголеми бројот, но кога сме кај дискотеките, колку ја проверивте соодветноста на овие објекти? Во Охрид знаеме колку има и колку младите сакаат да уживаат во ноќниот живот, особено во бисерот на Македонија. Така е, откако се случува, во вторникот веќе беа проверени сите кои што имаат лиценци, без разлика кој исполнува, кој не исполнува услови. Во тие инспекции беа пазарна, финансова полиција и од ДЗС представник. Она што го истакнаа веќе ги видовме, кој има лиценца важечка, кој нема важечка, допарва ќе излезат со за тоа дали исполнуваат или не исполнуваат услови, тоа се во тие инспекторати. Ние како локална немаме увид во тие, меѓутоа ќе ги добиваме податоците и ќе реагираме заедно нормално во имија. Извинете, јас сакам нешто се надоврзам. На почетокот спомнавте, а не би сакал големо значење да му даjem на тоа. Случајот кога рековте дека имате елаборат кој проектантката или ревизијата не сака да го закатната гаража. Тоа е многу битно, сега ќе ви кажам зашто. Што во ваков случај? Имаме објект, тоа е после случкава, значи. Управо тоа сакам да го кажам. Кај нас како функционираат работите е многу смешно. Многу е потешко да се добие дозвола за градба во Македонија отколку во Германија и во Швајцарија, ќе ви кажам од искуство. Во Македонија имаме проект кој го прави архитект со овластување и лиценца. Така. Потпишан од фирма со лиценца. На тој проект треба некој да биде ревидент. Тој ревидент подобар е од мене? Можда не. Статика и тоа за сите фази. Водовод, електрика, машинство, статика. Сите овие ППЗ, сите они поминуваат на проект, потпишан од проектант, потпишан од фирма со лиценца, па ревидент го потпишува секој поединачен проект посебен ревидент, па фирма со лиценца за ревизија сите заедно, а замислете статиката поред проектантот што потпишал, па ревидентот го прегледал, треба да отиде уште во ИЗИС да го потпише. Значи, тоа се е контрола на контрола на контрола. Ама сите тие контроли се ги сваќаа како нешто што едноставно мора да го има и така кај нас викаше ти си го прави, дај 50 евра ти го потпишам. Имаше една фирма која оваа контрола има и цена. Јавно или така, јавно или Не, таа контрола секако дека треба да има цена, таа се плаќа и е многу често таа законски е обврска на инвеститорот. Многу често мене ми се случува, инвеститорот ми вика дај ми ти комплет со сите ревизии. Тоа за мене е контрадикторно. Значи, јас си плаќам некој да ми исконтролира. Ви гарантирам 99% од проектите се така направени. Ја лично на инвеститорите викам, направи ми ти ревизија. Да не ми кажеш утре зашто е ова вака. Твојот ревидент видел и кажал дека е во ред. Тоа не се случува така, ниф им е полесо, пошто никој не ја сваќа сериозно ревизијата. Нити инвеститорот кој што треба некој да го заштити неговата инвестиција, он место сам да ангажира и да го плати сериозно, каде што впрочем сега во новиот ценовник јасно е наведено колку треба да кошта и ревизијата со проценти. Не се применува и тоа. До сега ревизиите беа дај ти знам топ правиш проекти, дај 50 евра ти потпишам и по сите фази. И никој не сноси никаква одговорност. На крај тој проект се гради, има надзор
кој што надзорот исто така на крај у некоја кафана подпишува дека проектот е изграден согласно проектната документација. Тоа е затоа што никој никад за ништо не одговара. Еве сега малце се размрдаа работите и сега искачаат на видели на тие работи. Мене една фирма ми се фалеше дека 300 ревизии годишно подпишува. Како? Страшно. Да, Како? како? Тоа е физички само да ги подпишуваше временски. Но тоа се решава како секаде со осигурување од професионална одговорност. Тогаш мене нема да ми треба ревизија. Затоа што јас како проектант не имавме еден случај во Македонија за еден проект сериозен каде што се бараше осигурување од милиони евра. Во Македонија немаше фирма која можеше да не осигура, не осигура Лојд бугарски. А сега, за да ве осигураат на милион евра, вие прво треба да сте фирма со референца и со бонитет. Така. И тогаш работите ќе се искристализираат. Ќе се знае која фирма ќе може да прави какви проекти и кој ревидент ќе може да ревидира што. Сето тоа ќе кошта нормално, но ќе се има осигурување и ако не де Боже нешто се случи, има од каде тоа да се наплати, а онаа кривична одговорност секако ќе се водат инвестициите. До сега кај нас е тоа како еден дел од документацијата потребна да се приложи во општина, тој во општина гледа ово има подпишано, не го разгледува тоа. Значи, воопшто ни оние кои што се надлежни не излегуваат на терен, туку како што самите кажете се... Ама немаат ни капацитет да излезат. Нигде ни во свет не излегуваат. Толку многу се гради, ние немаме толку луѓе да може толку многу контроли да се прават. Контроли кај нас обично се прават по пријава на комши или некој. Тој физички не може да постигне колку што се гради. Тоа се 2 човека, 5, нека колку да бидат во општина. Но едноставно кога ние ќе бидеме ќе имаме осигурување за кои што ќе плаќаме и нашите фирми ќе бидат ставени тамо во позадина кабинет. Ние сами нема да дозволиме тоа да го направиме. Нити пак инвеститорот, за кој што тој ќе му рече сакаш да градиш лиценца А, треба да имаш професионално регулирано 10 милиона евра. Така. И тогаш тој сам ќе се плаши дека можда некој ќе го изненади да го исконтролира. За жал далеку сме од многу нешта, не само од осигурување на одредени работи, но Дејан, како е на терен во овој дел? Од она што го имаме видено, ето баш сакав да се надоврзам на градоначалникот кога зборуваше за инфраструктурата и слично во Скопје особено каде што експанзивно се гради, има проблем да се пробие возило во некои делови од градот, обично возило да кажеме автомобил, а камоли брза помош, па уште да помине пожарна која што е цел камион. Околу тоа имаше пред некаде, не ме фаќајте за збор, пред околу година ден имаше случка во Чаир, каде што изби пожар во магазин, постоеше опасност да се прошири кон целата зграда. Така. Противпожарното возило не можеше да помине некои добри 40-50 минути, беше заглавено, не можеше да дојде до на само 70-80 метри од зградата поради паркирани возила. И во тој дел има страшен проблем што се однесува од инфраструктурата, не знам, архитектите веројатно знаат и подобри колку е опасно толку и што блиску веќе се градат зградите едни до други, па при некакви, не знам, пожари, катастрофи, колку може да... Па видете, ова што спомнавте е проблем во цел свет, и во Охрид, во Варош е проблем, и во Сиена е проблем, и во било кој стар град. Значи, тоа е едноставно се стари градови кои се градени во период кога... Но стари градови. Не се, тоа сакам да кажам, но и тоа се решава со хидрантски мрежи, со хидранти по улиците, затоа што не може да очекуваме дека тамо кај што било наменето да поминува кочија со конј, треба да пројде сега противпожарно возило. Но и тоа има решение. Проблемот е што новите урбанизми можеби не го земаат тоа во обзир кога се проектираат новите населби. Вие имате аеродром населба, тој е теоретски испроектиран урбанизам прекрасен. Нови Београд или било каде. Ама тоа биле ливади на кои што требало да се направи урбанизам правен од биро за урбанизам у некој систем каде што тие работи функционирале безпрекорно и тогаш е земено све во обзир. Значи урбанизмот е комплексен проблем. Тој не е само да сместиме што повеќе жители на едно место. Тоа мислам дека беше проблемот, сега широка улица, но пренатрупана со автомобили. Така е, но проблемот е во кога кај нас во последните 20 години урбанизмите ги изработуваат приватни фирми по нарачка на приватен инвеститор, затоа што многу често општината вика ние немаме средства да направиме нов урбанистички план,
направете го вие, поред вашиот објекти за целиот четврти, сега тоа нормално ако ја го плаќам, ја сакам мене да ми е најубаво. Убаво, да. Или вие имавте контра лицитации кој ќе даде поевтина цена за изработка на урбанистички проекти, цените идеа до нешто ќе се симнат по €1 или некои такви смешни работи за хектар. И тоа никому не беше чудно, се знае тоа како функционира. Ја добивам оваа парцела и сега дојам кај тебе, викам, слушај, овдека планирам парк, ти викаш, молим те, немој парк, може ли една бензинска? Може. Тажно е што сите ги знаеме Така, работите, за кои малку гласно зборуваме. Да, али сето тоа е на контрола која може да се исконтролира, може и или еве може да опростиме, али ајде да почнеме како треба од сега. Градоначалника, кај вас многу пати се зборува за она што му се случува особено на градските плажи во Охрид и она што се случува со урбанизамот и нарушување на нешто што Охрид е признаен и познат и во светот, заштитен, но како постојано да се гради немилосно. Каде вие ја гледате? Не разбрав, на плажите, што мисливте со плажите? Дивоградбите кои што ги имаме на самите плажи, околу Охридското езеро, кафетериите кои што се поставуваат, гласната музика, зградите, се оно што е проблем децениски во Охрид, а кој како никако да не го решаваме. Охрид по однос на урбанизирањето и правилата на развој на урбанизирањето од 2018 и 2019 навака се воведени одредени правила по исполнување на препораки и мерки на УНЕСКО кои што суштински го менаа начинот на градење. Постоеше и можност да ја изгубиме? Бевме во регион или подрачје под опасност. Така. За тоа беше пред 5 години, од денешен аспект 2025 година, односно четврта, на последното собрање во Нью Делхи од 17 препораки кои што беа, 2 се однесуваја на Охрид, едното беше на студенчишко блато, кое што закон е веќе 3 или 3 години во собранието пред втора фаза на гласање, веројатно имат одредени забелешки, затоа не е довршена целата работа и втората е за да се прогласи Охридското езеро за споменик на природата. Значи, сите останати работи кои што ги се однесувале на унифициран изглед на централното градско подрачје, отстранување на билборди, заштита на животната средина. Ние години сме разговарале за многу работи од прочистителни станици во Тарпејца, во Љубаништа, во Горно и Долно Лакочере. Ние веќе 2 од тие 3 проекти едниот е тендериран, другиот е втора фаза веќе, а третиот ќе биде во 2026, така да комплетно ќе го завршиме тој околу животната средина. На дивоградбите на езерото и регистрирани дивоградби на езерото не е баш толкава бројката, затоа и препрашав, ме интересираше, него имат специфични објекти кои се забележани на самото Охридско езеро или биле спомнувани како спорни, а во суштина не станувало збор за дивоградби, а да постојат во близина на езерото дивоградби кои што се баш во тој регистар и тоа е оно по кој што во иднина заеднички со промена на одредени ингеренции заедно со Министерството за транспорт веќе разговарано и на ЗЕЛС да ги решаваме. Во суштина комплексна ситуација на самата општина и всушност и секоја општина се сочува, меѓутоа кај нас се сосема поинаку. Чекор по чекор излегуваме од сиот тој лавиринт кој што се создавал низ годините и генерално јас гледам позитивно на работите дека конкретно и коректно во идниот период ќе се решаваат и сите тие недостатоци кои што сме ги стекнали или пак кои што настанале додека конкретно сум бил јас градоначалник. Едноставно таа е реалноста со која што треба да се соочуваме. Плажите се такви какви што се еден вид на мала форма на уредување затоа што настана на еден период на измеѓу 2021 мисля че беше кога градоначалникот минат одлучи дека треба да се руши све на брегот од плажа. Тие беа плажи со урбанистички проекти кои што беа најавен повик од Министерството за транспорт и врски. Оно што не беше преку транспорт беше преку локалната самоуправа и се доведовме ние 2 лета да немаме луѓето каде да одат да се рекреираат. Едноставно беше малце чудна ситуација. Сега најдовме како бајпас во одреден период. Зошто бајпас? Затоа што го чекаме планот за управување со Охридското крајбрежје од Агенцијата за просторно планирање, кој што требаше да е готов во 2021 година, сега сме 2025 и најдовме со урбана опрема да поставиме
шанкови од дрвена во одредена Да не го нарушува од природни материјали со поставување на маси, столови и лежалки да можат колку луѓето на одредено место да застанат, и тоа е еден бајпас меѓу период додека не се донесе тој план за управување. Со тој план ќе добијаме и други работи кои што на Охрид им фалат, меѓу кои Марината, меѓутоа можеби во некоја Кога друга отприлика прилика. го очекувате тоа? Затоа што Не кажавте можам, дека многу години се чека. 2021 беше како рок кој што сме го ветиле пред или сме го добиле од УНЕСКО. Меѓутоа подлогите до 2024 крајот од страна на владата до Агенцијата за просторно планирање не беа дадени за да можат тие да го направат тој план. И сега ќе направиме ќе пробаме ние како локална самоуправа дел од тој план со правилата кои што ќе ги содржи планот да инвестираме или да финансираме сами, се додека не се заврши овој план. Како и да е, реков доста работи се околу Охрид, ние 30 години не сме правеле како треба по однос на урбанизирањето и затоа сме се довеле до опасност. Не знам од која причина се создавало за ние во 2018 односно 19 да ги добијаме тие правила. Не знам, по искористеност на градежна парцела, зони по однос на висините кои што може да се изградат, Охрид го изгуби подкровијата, мислам на оние згради кои што се за колективно станување, не за куќите, така да правило по правило, пропис по пропис, па и препорака по препорака, ако сакате, кои што се надополнети со легислатива, добивме еден нормален развој на тоа и носењето е кај нас многу потешко. Сега, кој работел кај нас архитекти, јасно му е, затоа што кај нас покрај сите институции кои што треба да се поминат, најчесто е тука управата за заштита на културно наследство, односно Завод и музеј Охрид и уште една институција која што на крај све оди, тоа е Националната комисија за УНЕСКО. Дали лесно и брзо ќе патуваме Скопје Охрид, верувам дека ќе да знаеме по реклами. Ете така, да, време е да најавиме еден краток блок на реклами, па се враќаме веднаш, останете со